Велувам да денесната седница траеше исклучително кратко. Обично седниците на Врховниот суд се знаат да траат и со денови и така натаму. Се чини дека немало многу дискусија. Не можам да ве прашам да коментирате конкретни наводи од тоа што таму се случувало, но навистина ги немаше никаква дискусија или многу малку дискусија околу целиот овој проблем. Па јас ќе бидам искрена и затоа сум судија на Врховен суд и долгогодишна судија. Дискусија немаше никаква, освен мојата дискусија. Јас се произнесов онака како што се произнесов, а никој друг не се произнесе и следеше гласањето. Не сте погрешиле, не знам од каде ви информацијата, ама точно ви. Значи, без дискусија се донесе едно, условно кажано, вакво важно начално правно мислење на Врховниот суд. Основот за денешната расправа на Врховниот суд, дали тоа барем се постави како тема, дали председател на Врховниот суд се обиде да образложи како, зошто Врховниот суд воопшто расправа за оваа тема денес? Да, он се обиде да образложи, бидејќи он беше подносител на рефератот, врз основа на кој расправаше општата седница на Врховен суд, и неговото образложение беше идентично како образложението на подносителите на оваа иницијатива, двајцата адвокати, за кои сите знаеме кои се. Они имаат секако право да поднесат било каква иницијатива, меѓутоа, образложението, не знам дали имавте прилика да го видите и дали ќе имате прилика на тоа образложение, на причините на тоа образложение, меѓутоа тоа е едноставно толкување на еден член од една одредба од Законот за специјалното јавно обвинителство, за која, впрочем, Врховниот суд нема надлежност. Добро, судот гласеше како што гласеше и сега имаме една одлука која што, ако добро разбирам, бидејќи јас не сум правник по струка, претпоставам дека и публиката тоа треба да разбере, за кого е сега таа одлука обврзувачка? Има ли таа некаква задолжителна тежина? Значи, согласно Законот за судовите и надлежноста на Врховниот суд и деловникот на Врховниот суд, ова одлука е заложителна за советите на Врховниот суд, а тоа би значило согласно материјата за Кривичниот совет на Врховниот суд, што би значило дека доколку ќе дојде во иднина некој предмет кој поставува вакво правно прашање, значи ќе биде обврзувачка да се постапува по ова правно мислење, што не значи дека не може да се промени, бидејќи нели ништо не е вечно, па дури ни правното мислење. Ако добро ве разбирам, тоа значи дека сите овие случаи кои во моментот се водат или се планира да се водат во судовите, кога ќе стигнат на тужбените и на жалбените нивоа во Врховниот суд, тие ќе бидат прогласени за неважечки заради оваа одлука, дека немало основа воопшто да бидат покренати и судени? Не. Тоа не значи така, бидејќи ова расправа и ова начално правно мислење е во врска со член 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство, каде што е предвиден еден посебен рок за кој не треба сега во моментот да расправаме, за кој впрочем Врховниот суд нема што да се произнесе, бидејќи началното правно мислење се носи доколку е различна праксата. А општо ни е познато на сите и на граѓаните и правници и неправници во Република Македонија дека немаме различна судска пракса, ниту па такво нешто беше презентирано, бидејќи само еден суд во Република Македонија, тоа е Кривичниот суд во Скопје, постапува по ваквите предмети. Кој е маневарскиот простор што сега им стои на обвинителствата, пред се на специјалното јавно обвинителство, но и на ова да кажем нормалното или обвинителството за организиран криминал? Реално е да се очекува дека таму сега ќе дојде до некакво примопредавање, враќање случаи, почнување постапки, истраги. Некои велат дека дури доколку дојдат овие случаи сега во повторно судење, повеќе нема да важи она правило и усвоениот принцип дека телефонските разговори може да користат како докази. Не, видете, некој очигледно не го прочитал целосно Законот за кривична постапка и не ја прочитал глава 21, еве. Јас овака правнички го кажувам тоа, бидејќи сега нема мислам претпоставам доволно време за да го објаснам тоа во ова кратко телефонско јавување. Значи, член 21 ја определува од Законот за кривична постапка ја определува надлежноста на јавниот обвинител, меѓу кои јавни обвинители е овој специјален јавен обвинител, така да некој недобро ги прочитал законите, не ги поврзал доволно
Така да, она што го пишува во така нареченото начално правно мислење, уствари и на никого нема да му послужи. Морам да признам дека, за жал, без разлика јас како гласав за ова начално правно мислење, ова правно мислење начално нема да му послужи на никого. Сепак се чини дека, барем во некаква морална смисла, ова треба да представува прилична компензација за сите оние бројни кои што се под истрага, кои што се обвинети, на кои што им меѓу нив има многу актуелни политичари, се разбира бивши политичари и така натаму. Ќе си дозволите еден коментар, некако ни се чини дека околу оваа одлука на Врховниот суд како да се сплотиле многу интереси. Не само оние кои што се очекувани, туку и некои кои можеби малку во најава ја очекувале оваа одлука заради одредени проблеми кои би можеле да ги имаат со правната држава. Па видите, јас во суштина никогаш не политички не ги коментирам одлуките, бидејќи едноставно не сакам да се зарам со политиката, бидејќи во спротивно би била, нели, таму каде што ми е местото ако сакам да бидам политичар. Значи, како долгогодишна судија, практичар, искусен судија и така да нема место да се коментира она што е повеќе од очигледно. Она што го поставивте, веќе мислам дека одговоривте на прашањето. Госпожо Неделкова, ви благодарам, се извинувам што ве извадивме од некаква друга ваша активност. Мислам дека на гледачите веројатно барем нешто од овие работи ќе им станат појасни, а сигурен сум дека ќе има уште прилично многу прилики ова да се дискутира, бидејќи ова се чини како некакво ново замешателство во целиот правосуден систем во Македонија.